Редакцијата на средното училиште Волтер Џонсон и учениците новинари покриваат вести во округот Монтгомери, во американската сојузна држава Мериленд, кој бележи пат во локалните медиуми, иако е еден од најбогатите окрузи во нацијата. Мислам дека вестите од заедницата се навистина важни, бидејќи во нашата област порано имавме многу вестници. Пред 20 години 8 вестници го покрива овој регион, сите затворија. Исклучок беше вестникот Сентинел на округот Монтгомери, кој е основан во 1855 година. Се бореше за време на пандемијата на коронавирусот и престана да печати изданија во 2022 година. Но опстои онлайн верзијата на медиумот преку партнерство со овие ученика, кои пишуваат и известуваат за Сентинел. Овде во редакцијата на студентскиот вестник наречен The Pitch, учениците новинари го објавуваат на интернет овој вестник и списание Сентинел. Нема само вести од кампусот. Нивните стории се фокусираат на вестите од заедницата од интерес за учениците, како што се коментарите за расизмот, известувањето за финансирањето на образованието и на новите вести од локалниот спорт. Иднината на новинарството не е толку сигурна како порано. Многу се менуваат работите во текот на годините и ние како ученици новинари имаме ново место во тоа. Понекога Сентинел бара стори од учениците кои се одобрени од нивните советници, но медиумот обично избира од тие што учениците го објавиле во The Pitch. Тоа еволуираше во овој процес. Тие ќе видат нешто што им се допаѓа и што мислат дека ќе влијае на заедницата, па бараат дозвола за тоа. Едноставно, тоа е совршено. Горди сме што тие чувствуваат дека ние сме соодветно место за да им дадеме глас. Постојано учам од нив. Освен новинари од средно училиште, ги имаме и новинарите од факултет. Истражувачите од Универзитетот Нордверстен велат дека повеќе од половина од сите окрузи во САД сега имаат ограничен пристап до веродостојни вести и информации. Средношколците и студентите се повеќе ги гледаат како опција да се пополни празно место. За издавачот сериозно да ја свати нашата работа и да признае дека тоа што го правиме е вистинска работа, тоа навистина значи многу за мене и за сите студенти кои пишуваат и напорно работат на објавување на овие вести. Алисон Шиу беше прогласена за новинарка на годината во средно училиште во сојузната држава Мериленд. Читателите на Сентинел го знаат незиното име. Барам прашања во мојата заедница за кои мислам дека вреди да се споделат или можеби се недоволно застапени во однос на покриеноста на вестите што моментално ги имаат. Имам пишувано за прашања како антиазиска омраза, особено кога таа се зголемуваше во време на пандемијата, како и за недостигот на заменски наставници што ги има во училиштата низ округот. И додека многумина се премногу млади за да гласаат, американските избори во ноември ќе бидат во фокусот на вестите. Поддршката на студентското новинарство е многу важна поради работата што ја имаме сега, но и поради работата што ќе ја имаме во иднина. За средношколците примарна грижа често се фудбалските надпревари, матурските надпревари и социјалните мрежи, но во оваа редакција нивниот фокус оди подалеку од кампусот и остава трага во нивната заедница.